многу одамна, во тоа време нашата фирма не се викаше се уште Жикол, тоа било на некои мои, не знам, 10-12 години, кога се уште немаше законска регулатива како е да формирате приватен бизнис, да кажеме, се уште немаше закони. И влеговме во некој концепт. Мојот татко почна да работи еве во градежништво и јас уште тогаш бев негов личен асистент. Ги правевме заедно пресметките, шетав по терени, работев, пазаревме куки и така натаму, така да цел живот сум дел од таа градежна фирма. После тоа неколку години таа се претвори во Жикол, од која се случи првата, да кажеме, законска регулатива со која што можеше да се дефинира статусот на една таква компанија. И тогаш се роди Жикол како Жикол и практично се официализиравме. Си продолжив како дел од таа приказна, а меѓутоа на мои 18 години, кога воедно и се запишев на правен факултет, паралелно формирав и една своја прва, можеби, еве, компанија или своја фирма. Во тоа време постоја стамбени задруги или имаше некои исто основ на закон, некои промени, кога требаше градежниот материјал да поминува преку така наречени стамбени задруги, сега да не ве замарам со тие прашања. И тогаш практично влегов во засебна своја работна единица и не бев дел од Жикол, соработував тесно со Жикол, да речем и со мојот татко, тоа цел живот било така. Меѓутоа, за прв пат осетив што значи тоа да менаџира сам фирма. Во склоп на самата компанија имавме и, да кажеме, продавница за продажба на електроматеријали и разноразни во контекст на градежништвото. И така да се соочив директно со првите инспекции, со своја лична одговорност, бев сама подписник и така натаму. Неколку луѓе бевме во самата фирма, менаџирав тим и можам да кажам дека многу брзо созрева во делот на работењето. Значи од 18 години ако ви се случи тоа, тогаш навистина требаше брзо да се созре и да се знае да се донесат вистински одлуки во вистинско време. Така никако. Па реално некако зреев, можеби од многу помала, како што реков, бев можеби 6 оделенија за прв пат кога почнав да работам. Меѓутоа јас и како дете бев така малку специфична, можеби малку постара, старо мало како ги викаат тие ликови. Сакавте се да знаете, сакавте. Па некако многу се интересирав, учев премногу. Не знам, одев на надпревари, водев пионерски групи, деца водев некаде низ Југославија. Едноставно бев одговорна. Можеби сум била предодредена за лидер, немав такво чувство дека еве таа ќе бидам еден ден, дека се уште ќе бидам во тие води, ќе водам голем тим и така натаму, дека ќе се развие мојата приказна во тој смер. Меѓутоа еве како мала сега кога ќе размислам, значи сум имала некоја предодредба да водам луѓе и да го терам тоа што го работам денес. Така да на 18 години да работите приватно, навистина е тешка работа и многу одговорна за таа возраст, затоа што знаеме дека возрастта си е таква каква што е и мора да размислувате напред некако во времето. Учев многу од старите во тоа време, кратев занаети, условно кажано. А за која своја одлука најмногу преспивавте? Например, прва одлука на која што ќе се сеќавате вака, нели? Не знам, мислам дали да или не, дали да се прифати или да се одбие некој предизвик. Мислам дека некои работи се предодредени можеби од некои повисоки сили. Реално да ви кажам, многу работи ги работите по интуиција. За да можете да работите приватен бизнис, мора да имате први храброст. Значи не да имате лудост. Значи линијата е многу тенка, меѓутоа има ризик, да, ама тој мора да биде осмислен или промислен или разработен. Од друга страна мора да имате рационална база на информации и да имате ресерч на пазарот пред да отпочнете било што. И тој процес на анализа на било кој бизнис пред отпочнувањето е многу макотрептен и тежок и луѓето тука мислам неверојатно. Да, ама мислам дека луѓето тука се откажуваат. Значи тие нема да ги истражат добро условите, влегуваат во некоја приказна, туку така, апансас и после се соочуваат со многу негативности во работењето. Ја да кажеме сум посветила многу на анализа, меѓутоа другото било храброст, едноставно ќе ја направам концептот, ќе направам приказната и ќе кажеме Елена влегуваме во тоа и може да го работиш. Знам точно каков тим ми треба и после нормално учиш на своите грешки за да станеш подобар, ја запознаш материјата реално каква е на пазарот, со самото формирање на фирмата и се гради човек полека. Не можам ја да дојдам до 30 годишно работно искуство и до некои успеси кои што денеска можеби нели како бренд ги имаме, ако нели тоа нема една долготрајна приказна. Тоа било долго школо, макотрпен пат. И сега што се знаете во однос на градежништво? Се. По секој сегмент знаете или? Па сега. Да ви кажам искрено, да, секогаш прашувам кога не знам. Градежништвото е една комплексна гранка и таа е содржана од многу сегменти. А вие ако знаете да кажеме
нешто од архитектура, може би не знаете од електрика. Ако знаете дел, не знам, некоја друга фаза, не знаете водовод. Значи, во секоја сфера си има експерти, градежништвото е компактна една работа, една дејност и нема тука импровизација, нема шарм и точно одредено се знае како треба да се постапи. Во однос на статика на објект, во однос на разработки, во однос на проект, во однос на тоа што сакате, се знаат, има параметри, меѓутоа приказната на самиот објект, убавината, бојата, архитектурата, функцијата на становите, целата, да кажеме, психологија на тоа живење, на домувањето, морате самиот да осмислите. Значи тоа е сепак личен став и тоа е визија некоја на работење. Добро, да. Значи сето тоа ми е дел од таа креатива кој што ја е многу напорна, меѓутоа да кажеме ми е омилен дел и заедно со еден одличен тим како што е мојот, човек може да ја реализира и еве успешно се реализиравме на пазаров. И знам каква функција на стан им треба на тие луѓе, какви се нивните потреби и мислам дека лично ги градиме и нивните домови. Да, велите карактерот треба да се прикаже во секој. Или на Лука Хом ќе биде тука кога вие ќе посакате, нели, да биде нешто што е ваш карактер. Баш да се гледа како вие сте. Од друга страна, нели, луѓето можеби го препознаваат вашиот печат на тоа што го градите во својот живот. И тие сакат да земат парче од тоа и едноставно така и се спојуваме и затоа го одбираат вашиот стан. Затоа што сакат да го живеат тој живот и се надополнуваме во тој смисол. И затоа ја викам, ние сме едно големо семејство. А во однос на формирањето на личниот дом, значи тоа е веќе една сосем лична страна, нели, од емоционален аспект, дефинитивно е најголемата школа или нешто што немате каде да го научите, тоа е најголемото животно училиште и е виртуозно да се направи квалитетен дом и никогаш не знам дали ќе сте доволно задоволни од тоа што сте го направиле. Да. Секогаш мислите дека може да биде подобро. Во друга страна, не знаете како ќе биде во иднина, колку резултатите од ова што го правите денес во однос на семејството ќе се појават можеби за некои 5-10 години. Ќе се рефлектираат позитивните или негативните ефекти од тоа што го создавате во домот. Така да не можете да бидете сосем сигурни како и тоа исто е една тема која што оптеретува, за разлика од Елена Лука Хом како бизнис единица, каде што технички знам и естетски, дека она што го произведуваме денес како објект, имам едно мото кое што викам, градете ја вашата иднина денес. Затоа што знам дека овој стан и после 20 и 50 години ќе го има истиот квалитет во однос на тоа што е изведен и на опремата што е имплементирана во него и дека е инвестиција здрава, која што утре може да прерасне во поголема инвестиција, да се реинвестира, може да се продаде, па да развиеме поголема приказна. Значи верувам во тој производ. Затоа што внатре не сум целосно емоционална како што сум во мојот дом. Тоа е веќе една движечка жива материја, каде што нели секој ден учиме и се наполнуваме во однос на развојот на децата, во однос на развојот на домувањето, нели некако во трка со слободното време, во однос на квалитетен живот со кој што ќе го живеете и така натаму. Тоа е веќе сосем друг аспект. Како е да се биде како жена градежник или жена предприемач или жена која што гради, нели така некако луѓето ве доживуваат? Машка професија. Машка професија. Вистина е машка професија. Еве сега да снимам овој интервју ден пред еден празник на жената, нели? Знам дека вистинските жени ќе речат, ма нема празник на жената, секој ден треба да е празник на жената, така цела година или секој ден во годината треба да е празник, но како се доживувате ли се дека луѓето ви веруваат или нели со години искуство, па тоа е тоа, нели? Сум научила и некој да речам и машки постапки да чукнам на маси да кажам јас така мислам и ќе ме следите. Мислам дека не можете да ги излажете луѓето прво и основно. Тие ќе ви веруваат или не на основа на некоја енергија. Тоа се чудни моменти. Како што кажете, со текот на работењето веќе го знаете материјата која што работите, владеете со неја и ја не се плашат. Чи воопшто, иако тоа е машка професија, во однос на процентуална застапеност на жените во овој бизнис, меѓутоа реално е машка професија. И порано се соочив со тој феномен во нашата градежна компанија, кога доаѓаа жени да работат. За кратко време се откажуваа од нивната професија, иако го завршиле тоа, работеле, се едуцирале во градежништво и сето тоа и требаше да прават кариери конечно после факултетите, тие едноставно бегаа, видоа колку е тоа тешко на терен да се реализира кога ќе го сакаш да го тоа кога има кални каде и кога треба. Друго е теоретски, со книгите, а друго е со шлемот, да се симнете или да отидете на објект или да се качите на скеле или како и да е. Се качувате на скеле?
Да, ја пораснав по скелињата, реално да кажеме. Навистина? А добро, да. Денеска малку тимот ме штеди, затоа што не знам зашто, така фини се многу. Меѓутоа сакам и денеска да го направам тоа, да видам како се движат работите. Ама како мала, да. Чудна е таа енергија, каква е таа енергија кога си на скели и гледаш како нешто што си го нацртал или Фантастично е. што си го замислил како, не знам, ја го змислам тоа како лего коцки, нели? Па имате Така и градите. Да, и градите. Да. Така? Да. Добро, нема поголем процес на убавина од создавањето. Едноставно творите, создавате, градите. Ја мислам дека тоа е фундамент на целата спиритуалност, на универзумот, на христијанството, на не знам. Творите, создавате, растете. А рушењето е деструктивен процес. И така да движењето по скела или гледањето на делото како расте ви дава една голема неописива убавина, барем така ми било мене. За разлика од мене, многу жени не може да го замислат тој процес, иако тоа им било професија. И тие повеќе се снаоѓаат во некои други сегменти. И знаеле да се повлечат ако треба ќе работат на бензински станици, ама нема да создаваат тоа за што, да кажеме, се едуцирале. Така да жените се во многу мал проценти генерално во светот во градежниот бизнис, меѓутоа надвор се многу повеќе вклучени за разлика од Македонија. Реално е тешка професијата, навистина е машка, затоа што секојдневно голтате прашина, ако сакате да сте човек кој што оди на терен, не можете да си го изменаџирате дрес кодот и да изгледате во канцеларија баш како жена кој што треба така да изгледа, да се очека некој како што си личи да бидете жена со мејкапови средена во секое време, кога треба да бидете на градилиште. А поготово ако сте лидер, значи тоа ја комплицира уште повеќе работата и така да малку е специфично, меѓутоа ја да речеме се пронаѓам во тоа, мене ми е убаво во материјата во која што работам, верувам во тоа што го работам затоа што го познам, ги знам капацитетите на тој бизнис, знам што може да се создаде и мислам дека една жена многу повеќе размислува за домувањето отколку мажот. Значи можам слободно да седнам со мажи да дискутирам луѓе од фелата,